Два поништени тендери на цедило ги остави пациентите со хемофилија. На над 70 на пациенти во државата со оваа диагноза им е загрозена здравствената состојба. Недостасува фактор за коагулација на крвта, односно инекциите, фактор 7, 8 и 9. И навистина е ова едно круцијално прашање и од витално значење ако се нема фактор за коагулација, особено за тешката форма што се пациентите, може да дојде до живото загрозувачка состојба. Или на крај може да биде фатален исход. Тоа е едно од проблемите. Во овој момент, да, имаме реален проблем, застој за количини на фактор 8 и за фактор 7А, тоест за хемофилија со инхибитори. Сдруженијето бара потребните инекции, барем 1/3 од количината предвидена за една година да се набави со интервентен увоз. Состојбата е ваква од јуни, а ако се земе во предвид временската рамка потребна за распишување на третиот тендер, тогаш по слободна проценка овие инекции пациентите ќе може да ги добијат за 4 месеци, посочува Лулевик. Вакви работи кои што можат да пролонгираат крварење, продолжено крварење со часови, а немате како да го аплицирате, во моментов немате лек, тоа прави многу проблеми, понатаму може и второ крварење да излезе, понатаму морате да бидете хоспитализирани и на крај имате трајни инвалидитет, а државата плаќа 3 пати до 5 пати повеќе трошоци и за лекувањето и за пациентот што ви седи понатаму на бирото за вработување или како инвалиден човек. Околу 10 на пациенти поради својата здравствена состојба се принудени овие инекции да ги примаат секој втор ден, а меѓу нив има и 6 деца.